Добар ден и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Впечатокот е дека е зголемен бројот на деца со проблеми со говорот во последните години. Почнуваат ли да зборуваат подоцна во споредба со порано? Што се влие на јазично-говорниот развој кај децата и можат ли родителите на некаков начин да го стимулираат? Во кој случај се препорачуваат вежби за развој на фината моторика на органите за говор? Кога треба да се појде на логопед? За сето ова, детално од разговорот со гостинот кој што е денеска во студиото на Телма, а тоа е Бојан Богдановски, клинички логопед специјалист и инаку еден од тројцата автори на прирачникот за логомоторика, фина и груба моторика. Добре ни дојде. Добро ме најдов и еден голем поздрав до сите гледачи кои не пратат во моментот. Кога за едно дете велиме дека прозборела? Кога треба да ги изговори првите зборчиња со значења? Некои тоа го прават на 9 месеци, некои на 15, 16, дали сето тоа спаѓа во границите на нормалата, што е нормално, што е одстапка? Знаете како, прво треба детето да почне на некоја возраст од 6 месеци да почне со гугање, да се врти на звуците, неговото плачење да има интонација, односно тоа се оние почетни фази за добро развивање на говорот. Понатаму, значи, до една година треба да ги разбира поимите мама, тато, односно да се врти кон ликовите на своите родители и како натаму, значи, детето расте се до некоја 2 до 3 година веќе треба да развие проста реченица од типот дај ми, земи, мама топката, значи најразлични барања кои децата ги упатуваат кон своите најблиски, односно кон своите родители, а понатаму нели кон 4-та, 5-та, 6-та година и така натаму да се развива од од попроста кон посложена реченица, значи односно детето да може да развие еден функционален говор. Но сепак значи тука станува збор за индивидуални карактеристики во развојот, каде некој дете може да проговори на 2,5, друго на 3, друго на 3,5, но сепак доколку детето не проговорува и после 3-та година, а при тоа манифестира значи други начини на комуникација, потешкоти, значи во однесувањето, тогаш потребно да се побара совет и помош од стручно лице. Значи има индивидуални одстапки, бидејќи родителите ги споредуваат. Децата во рамките на семејството, значи второроденото со првороденото, кое е прво проговорило. Или пак соврсниците од градинка, соврсниците од игралиштето пред зграда. Така што не треба да се секираат доколку нивното дете не проговорело како децата кои што се на истата возраст. Кога всушност треба да се загрижат? Пред се никогаш не треба едно дете да го споредуваме со друго. Сите ние сме индивидуи, сите ние сме различни, имаме некој свој пат нели на развој, свој начин на живење, на изразување така натаму, но сепак кога еден родител гледа дека своето дете има значи 2,5, 3, 4 години, тоа се разликува од неговите врсници, од децата кои што се во градинки или си играат надвор, тогаш значи самиот сомнешки родителот укажува на нешто. Тогаш треба да се побара значи стручна помош за да се потврди тоа дека детето има некаков проблем или пак да се отврли тоа дека детето фактички има свои индивидуални карактеристики, а не станува збор за некоја патологија. Има ли некој критичен период за развој на говорот? Па знаете како, детството е еден, ајде да речеме грубо звучи, но критичен период, каде што како се однесуваме и како ние вложуваме во децата, тоа така ќе влие врз нивниот напредок и развој. Но сепак можеме да кажеме дека оној период на говорно јазичниот развој некаде од 2,5-3 години, па до 4,5 години е многу значен, тогаш детето треба да има многу љубов, многу внимание, треба да биде адекватно стимулиран од страна на родителите, да не биде изложена на модерна технологија, односно или на телефон, таблет и така натаму, бидејќи во тој најважен можеби период за развој на говорот и јазикот, доколку ние направиме некој вид на штетен фактор, односно направиме некој вид на блокада, тогаш може да направиме голем број проблеми кои што можеби понатаму ќе имаат потреба од логопед или пак дефектолог. Бојан, да ги поканиме гледачите во денешната Телма, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци да се вклучат во програма на телефонскиот број 3076 677. Предпоставам дека многу родители, но и баби и дедовци имаат дилеми поврзани со јазично-говорниот развој на нивните деца и внучиња, па денеска ќе може да постават прашања токму на оваа тема во 0+ месеци. Споменавте дека е многу важна стимулацијата на говорот од страна на родителите. Дали тоа значи дека деца кои што има брз говорен развој биле изложени на постојана стимулација од родителите, односно на говор?
им зборувале, им поставувале прашања, па опширно давале родителите одговор на истите, им читали слично? Генерално да, доколку нено дете ние постојано му пееме од најрана возраст, нели мајчиниот глас е најважен при развојот на детето, потоа значи на целото семејство, таткото, бабата, дедото и така натаму. Тоа дете значи доколку има изложеност со родителите на игра, односно прошетки во природа, она што го спомнавте фина моторика, вклучување на рачињата преку цртање, мачкање на рацете во бои, па боење на платно или пак на хартија, собирање камчиња покрај река и така натаму, тоа дете се очекува дека ќе биде подобро стимулирано за разлика од дете кое што ќе поминува цел ден во градинка, кое ќе го чува пример негователка, родителите скоро воопшто не го гледаат поради нивните работни обврски, дете кое цел ден ќе биде со телефонот или со часови, односно ќе биде со телефонот, со таблетот во раце. Нормално е дека тоа дете ќе заостанува, односно ќе забавува во развојот за разлика од детето кое што има адекватна природна стимулација. Дали тоа значи дека не е доволно децата да го слушаат говорот на возрастните околу себе, дека тој говор треба да им биде насочен токму на децата, да биде со цел? Секако, сите ние сме сведоци за жал дека има родители кои пример нели одат на прошетка со пријатели, нивните деца ги носат со нив, ама тоа некако е само држење за раче, шетање со нив без никаква значи стимулација, односно браќање кон детето. Доколку ние детето го прашуваме, кажи ми што е ова, покажи ми, детето прво ќе има активност со тоа што со прстињата, односно со показалецот ти треба да насочи пример дека ова е маче, па ќе го прашаме што е тоа, како прави, на тој начин ние правиме на природна стимулација. Значи не е доволно детето само да седи до нас и да не слуша ние како разговараме со некој друг, туку тоа да биде вклучено во целата таа интеракција, односно да биде говорно јазично стимулирано. Споменавте дека е проблематично ако на детето, особено до втората година, му се дава паметен телефон или пак некаков таблет во рака, екран. Зошто во овој период е важно што помалку децата да минуваат пред такви брзи стимулации? Пред се, затоа што е потребно детето да има природна говорно-јазична стимулација, односно стимулација од околината, не значи од телефонот, телевизорот, таблетот и така натаму. Доколку едно дете значи седи пред телевизор со часови или пак по цел ден буквално кај некои деца, во тие случаи тоа дете ќе се затвори во тој свет, односно она што го нуди телевизорот. Сите да бидеме реални, цртаните кои ги гледаме до некаде имаат многу нереални работи во себе, посебно ако тоа се анимирани па инострански јазик, тоа е тотална неприродна стимулација за едно дете. За жал, значи постојат деца кои што поминуваат преголемо време пред телевизор, то толку се задлабочуваат значи во самите цртања што потоа тие прозборуваат значи на странски јазик, најчесто англиски јазик, а при тоа кај некои се развиваат значи стереотипи, фрустрации, лутина, бес и така натаму, што се е штетно за развојот на детето. Имаме двајца гледачи кои очекуваат да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Даниел било овде кај школу, прво оделење, па од маска почна детето као да не збори убаво сега. Од 7 саат до 12, кога гледам детето 3 месеци, не збори као што треба, не е ефективно да збори као што треба. Значи, вашата дилема е дали маската која што носи на училиште може да доведе до проблем во говорот? Ако не ве разбрам. Да, еве го, Даниел, не е чисто као што зборува. Праша го овој доктор ли е, што е тој? Ова е денешниот гостин е логопед и еве ќе го прашаме дали е можно такво нешто, маската да придонесе кон влошување, колку што ве разбрав, на говорот на детето. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Добар ден и поздрав до гледачот пред се. Верувам дека она што го спомна не станува збор дека детето не се разбира, туку веројатно станува збор за пелтечење, односно дека детето имало еден течен говор од кога почало во школа, нели, односно во училиште почал говорот да се забавува, детето почало да не биде доволно разбирливо, најверојатно претпоставам во однос на ова што го кажа дека станува за пелтечење. На таа возраст пелтечењето значи се појавува како резултат на стрес. Постојат и други причини, сега
приметив, значи погледачот кој што се јави дека кај него се бележи еден вид на сопирање во говорот, што некогаш може тоа да биде на некој начин и генетска предиспозиција за пелтечење, но сепак препорачувам да се јават на логопед и да побараат стручна помош. Бидејќи ако тоа веќе трае 3 месеци, со текот на времето се зголемува, се очекува ќе се влошува доколку не се побара стручна помош. На времено да се реагира. Имаме уште еден гледач. Добар ден и добре дојдовте во 0+ месеци. Добар ден. Повелете. Имам 11-месечно бебе. Така? Значи, разбирам многу работи, меѓутоа се уште многу не зборувам. Ги знаем ми основни работи, мама, баба, знае чао да каже со рачето, браво. Првото дете ми беше многу повеќе со говорот развиен, во однос на користење на телевизор, користам многу малку, значи знае само така да гледа, да игра на музика, тоа обожава, пуштам одреден период од денот, значи ме интересира на 1 година отприлика колку треба да има фонд на зборови, како да знам дали правилно се развива говорот, дали има заостанување во говорот кај детето. Така. Ви благодарам за вклучувањето и една загрижена мајка која што направила компарација со своето прво дете. Јазичниот говор, развој речиси никогаш не е ист кај децата. Каков треба да биде развојот на говорот на оваа возраст? Така, пред се не треба да го споредува, значи првото со второто дете, иако тоа нели сите родители се загрижени и го прават, но сепак значи детето како што спомнавме, до 1 година треба, тоест до 6 месеци треба почне со гугање, да има интонација, односно променливост во самото плачење, веќе до 1 година да кажува мама, баба, дедо, да именува некој близок предмет во неговото видно поле. Но важно она што е, тоа е значи она што го спомна нормално за развојот, но доколку детето не остварува контакт со очите, детето не се врати на своето име, тогаш можеби станува збор за патологија во развојот, односно во говорно-јазичниот развој. Во однос на ова што го спомна гледателката, значи можеме да кажеме дека станува збор за едно детенце со уреден развој, но сепак доколку се сомневаат, секогаш е подобро да се побара стручна помош, иако јас сметам дека во однос на ова што го спомна нема простор за грешки. Ајде уште еден гледаш да слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Мојот синче е 3 години, сега започна во градинка да оди, супер зборува, на 2,5 некаде години прозбора, супер се зборува, меѓутоа откако е почнато во градинка, почна да се појавува кај него некоја состојба на малку и на етење и покажување со прст наместо да каже што сака. Јас сум упорна во тоа да го прашувам повеќе пати, кажи ми што сакаш, кажи ми со зборови, кажи ми, меѓутоа наоѓам на судир на инат, упорно со прстот да ми покаже и тоа јас погодувам уствари ово што сака. Како може тука да ми каже малку... Како да постапите, дали треба да го принудувате на говор во тие моменти или пак треба да го оставите? Ајде да видиме како ќе разреши оваа дилема денешниот гостин. Ви благодарам за вклучувањето во 0+ месеци. Ова е класична ситуација каде е многу важен авторитетот кон децата кои го имам. Значи, под авторитет многу родители сваќаат дека не треба силно да викаат по децата, во најлоши граници бидат насилни кон своите деца, но во глобала авторитетот представува почит на децата кон родителот. Односно родителот со своите постапки да влие врз детето и да го насочува кон еден здрав пат. Дете кога покажува и на тоа, значи има причина зошто го покажува. Или пак не му се посветува доволно внимание, или пак можеби ги следи своите врсници во градинка, сака да биде кај останатите, се да биде по негово, но затоа тука треба да се направи една стимулација. Таа стимулација ќе биде на тој начин што детето нема да му го задоволиме неговото барање, се друго тоа не ни каже нешто. Доколку ние постојано кажуваме кажи ми, тоа е само еден начин зголемување на инаетот на детето или пак погрешно стимулирање на самото дете. Значи треба да се направи еден природен ток на самата состојба. Таква една ситуација, што да направи родителот кога детето упорно покажува со прст и бара нешто на таков начин? Точно така, во тој момент треба на некој начин грубо звучи, но да го игнорира. Да се игнорира. Или сам ти си земеш, или ти ми кажеш, или во спротивно тоа нема да го добиеш. Детето ќе видите самото со тек на време како ќе почне да се ослонува самиот на себе, да не бара само од родителите, туку ќе стане само да се земе или пак ќе побара од вас.
Тоа се тие фази во развојот кога велиме дека детето треба природно се стимулира. Не треба децата да ги разгалуваме, но не треба ни премногу од нив да бараме, како што тоа го прават многу родители, нели? Друго дете пример на 4 години веќе зборува англиски, па се и моето дете треба да зборува. Не треба, наспроти сите како што сме изминали еден период на здраво детство, тоа треба да го возможиме денеска на децата, односно тие да си играат, да се забавуваат, да бидат среќни, да поминуваат што повеќе време и љубов со своите родители. Уште 20 гледачи очекуваат да се вклучат, да постават прашање во денешниот магазин за родителство. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакав да прашам, нашето дете е 2,5 години веќе. Така. И се што му зборуваме, се разбира. И да донесе, и да однесе од играчки, од други работи, топка, ова, она, ама не знае да изговори. Не можете едноставно. Како со звуци, за се што ќе покаже само а, не може да го каже нештото што е предметот. Така сте биле досега на логопед? Не. Не сте биле, детето има 2,5 години, рековте, така? 2,5 години. Добро. Оно ко сака некогаш, мада многу ретко, ќе изговоре мама, тата, баба, поретко. А некога ќе му кажеме ние, ете упорно ќе чекаме да каже мама, дедо, баба, ама не. Оно во самата игра ќе каже. Така некогаш баба, дедо, мама, тато. Така, се интересира што во оваа ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Не е ретка ни оваа ситуација, деца на 2,5 години да имаат ограничен фонд на зборови, односно многу малку или речиси воопшто да не зборуваат. Што треба да се преземе? Пред се препорачувам преглед и совет, со стручно лице, односно со логопед, конкретно за оваа состојба. Некогаш тоа може да биде индивидуална карактеристика, каде просто детето ќе прозбори нели на 3 години наместо на 2,5 години, но сепак треба да се исклучат некои патолошки состојби конкретно во вакви ситуации, затоа велам, не значи дека постои некаква патологија, не значи дека станува збор за некоја диагноза, можеби треба само совет од логопед како би се дале насоки како родителите да го стимулираат детето во својот дом или евентуално, доколку не се во можност, тоа да го прави логопедот за време на логопедските третмани. Ајде уште еден гледаш да постави прашање во 0+ месеци. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот. До логопедот, повелете. До логопедот. Се работи за 3,5 години дете. Така. Тешко, малце што говору, не баш многу тешко. Сега, бевме ние Скопје, закажавме прегледи секој вечер, се останови дека се работи за третиот крајник. Трети крајник. Трети крајник. Смета дека тоа е поврзано со говорот? Да, поврзано веќе и притиска на другите два крајници. Сега, нас се интересира. Дали од кој ќе се извади, ќе имаме и веќе сме во тека за операција, треба да ни се јава кога било како. Сега, дали од кој ќе се извади третиот крајник, дали може третиот крајник да порасти пак? Од кој ќе се извади прајни му? Така. Оти малце наслава не е јасно, например, оти многу души. Така, господине, за ова прашање ќе треба да се консултирате со вашиот доктор. Денешниот гостин е логопед и не е стручен во оваа област, така што докторот кој што ќе изведе операцијата, ќе можете да го прашате и тој ќе ви даде конкретен одговор. Мислев дека прашањето е поврзано дали ќе отпочне говорот, еве јас ќе парафразирам малку, дали по операцијата би можело детето да има потоа нормален говор или ќе има потреба од логопедски третман. Знаете, конкретно кога овие состојби, сите ние како мултидисциплинарен тим сме вклучени во самиот третман. Оториноларингологот, односно хирургот, оној кој одлучува на каков начин ќе се изведе самата хируршка интервенција, потоа поважен е делот од која ќе се извади третиот крајник што правиме со говорот. Односно тоа е период кој настанува најчесто хиперназалност, односно минување на воздушната струја низ носот и тука детето звучи доста зарипнато, односно зборува назално, па поради тоа е потребно повторно логопедски третман и затоа велиме дека мултидисциплинарниот пристап, односно третман кај вакви ситуации е многу значителен за самите дечиња. Вела дека не е убаво на бебето да му се обраќаме со бебешки говор. Обично родителите тоа го прават од милост. Зошто е тоа така?
повторно ќе се вратиме на говорно јазична стимулација од најраното детство. Како ние му говориме на детето, тоа така впива на некој начин на нас и во таа насока ќе го развива својот говор. Доколку ние збориме во демонитивна форма, односно на бебешки говор, на тој начин можеме да направиме погрешна стимулација кај детето во иднина за развој на самите гласови, фонолошкиот начин, односно на развој на самиот говор, односно фонолошката свесност, при тоа што детето може да има понатаму фонолошки или пак артикулативни нарушувања. Значи, како што зборуваме, вака нормално треба да му се обраќаме за да го совлада говорот. Би сакал уште едно прашање да ви поставам во однос на екраните и интернетот. Некои родители се во дилема дали комплетно да им ги одземат овие стимулативни екрани на децата, бидејќи од друга страна пак има родители кои што тврдат дека нивните деца прозбореле благодарение на тие песнички што ги слушале или пак на некои цртани филмови што ги гледале. Така, пред се во на рано детство, кој што спомнав до 3-та, 4-та, 5-та година, значи детето треба да си игра, треба да шета во природа, треба да поминува време со гушкање, доживување на љубов и топлина од своите родители. Не треба дете на 3 години да седи пред телевизорот и постојано гледа цртани. Потоа е многу важен вториот сегмент, какви цртани гледа детето. Значи сите оние цртани кои што ние порано сме ги гледале, нели сликовито прикажани на цртани, пропратени со класична музика како Pink Panther, Том и Джери и така натаму, се многу подобри за разлика од цртаните кои што се анимирани и тоа се најчесто на англиски јазик. Точно така, многу деца проговоруваат благодарение на тие цртани, нели на англиски или друг странски јазик, но што правиме потоа со мајчиниот јазик? Детето ќе ви проговори нели на англиски јазик, ќе менува бои, предмети, животни и така натаму на англиски јазик, но вие ќе не можете пред се како родители, а потоа околината со него да се разбере, затоа што тоа не зборува на мајчиниот јазик. А најчесто кога едно дете презборува прво на англиски јазик, потоа го меша и мајчиниот јазик, тоа не бележи само потешкоти во говорот, односно нарушување во говорот, туку ќе бележи и достанати потешкоти во однесувањето. Затоа тоа е една комплексна ситуација и состојба каде што повторно велам. Кога бирате дали на детето да му дадете игра, љубов, внимание или пак да му дадете телефон, направете го она првото, односно дајте му многу внимание, многу љубов и многу игра пред се. А што е со цуцлата? Дали на детето да му дадеме цуцла? Велат, говорот и цуцлата не одат заедно. Точно така, има деца, можеме да кажеме од секојдневната логопедска пракса, кои имаат 5, 6, 7 години, некои дури 8, а се уште потребуваат цуцла, некои дури го цицаат палеца, дури спијат и потоа значи настанува. Напред се промена, значи во самиот виличен систем, најчесто премните заби се истурнуваат кон напред, по самото тоа доаѓа до потешкоти во изговорот. Има потешкоти во изговорот на гласот Л, на Т, на С, Ш, Ж и така натаму, и потоа повторно доаѓаме на тоа дека треба да има мултидисциплинарен пристап, односно детето да посетува третмани од логопед или пак третман од ортодонт доколку има нарушување на самиот виличен и забен систем. А што е со пасираната храна? Дали кашичките исто така влијаат врз говорниот апарат, односно децата како резултат на тоа што не джвакаат, прозборуваат подоцна? Па не би рекол дека прозборуваат поради тоа подоцна, но тоа може да влие понатаму врз квалитетот на артикулацијата, односно самиот говор. Еве во самата пракса се повеќе и повеќе има деца кои на некој начин бара да биде се понивно. Односно, тие доколку не јадат пасирана храна и тоа пред телевизор, тогаш дури одбиваат да јадат. И родителите за жал се повеќе ги задоволуваат барањата на самите деца и на некој начин ги јачаат, односно ги зголемуваат сите тие погрешни потреби и навики на самите деца, наместо да побараат стручна помош како тие да се одвикнат од тоа. Доколку ние постојано на детето му даваме пасирано, самите заби нема да бидат во функција, самиот јазик, самата вилица, односно мастикаторниот систем нема да биде во доволна и адекватна активност, кој што е исклучително важен за развојот на говорот, особено за артикулацијата на гласовите. Кои гласови се поврзани со джвакањето? Има некои конкретни гласови кои што се врзани за гласовите како што беше цуцлата? Знаете како, говорниот апарат кој што е создаден, значи од устните, јазикот, самото грло, потоа значи мекото, тврдото непце, тоа е еден целосен комплетен систем. Секој од тие значи органи кои што спаѓаат као поделот говорниот апарат се исклучително важни за изговор на самите гласови.
Значи, дали детето ќе го става понапред јазикот, поназад, ќе го става страничен, или пак тој ќе преминува меѓу зъбите, може да се појават најразлични артикулацијски нарушувања кои што имаат потреба повторен логопед, со самото тоа се забавува оној развојот на оној добар и здрав говор, односно артикулацијско изразување. Во кој случај децата имаат потреба за развој на фината моторика на органот за говор, на органите всушност, нели бидејќи тука спаѓаат и зъбите, и јазикот, и вилицата и така натаму. Кога проценувате дека децата имаат таква потреба? Пред се сакам да ви скоредирам, фина моторика не постои на говорниот апарат, туку станува збор за логомоторика. Самата логомоторика, значи, има потреба кај самите деца, односно клиенти или пациенти да се развие кога нема доволна подвижност на самите усти, нема доволна подвижност на образите, на јазикот, и тука се јават потешкоти при самиот изговор, односно детето има потешкотија да изговори одреден глас, има потешкотија да изговори одреден збор, а во некои случаеви, значи како пример, кога има кратко, односно крута ресичка под јазикот, што сите ние нели ја имаме, доколку таа е доволно премногу мала, односно не доволно подвижна и е крута, тогаш има потреба значи од оперативен зафат, кој што воопшто не е страшен, треба значи кај орален хирург тоа да се пресече најпросто да кажеме, потоа значи со логопедски третмани да се интервенира како би се влијало врз адекватен развој на самите гласови. Значи подјазичната ресичка може да биде директно вклучена во развојот на говорот, односно проблем со изговарање на одредени гласови или пак зборови? Така, како што напоменав, значи целиот говорен апарат е исклучително важен за сите гласови. Не постои пример некој орган кој е помалку важен за разлика од другиот во однос на изговорот на гласовите. Какви се вежби може да се прават за да се подобри логомоториката? Така, постојат, ова верувам дека ќе им служи многу на гледачите, постојат вежби, значи како кревање на јазикот кон носот, спуштање кон брадата, движење лево-десно, вртење на јазикот во круг, односно ближување на усните. Тоа најчесто може на децата да им го овозможиме преку игра. Например, дај да видам дали ти можеш да го допреш носот со јазикот, или пак да видиме колку можеш да ја допреш брадата, колку е долг јазикот. Потоа во една чашка со вода се стави маслинка, бомбона, орев, па тој да се брка нели со јазикот, да се дуваат балони и најразлични вежби, значи кои што можат да послужат. И за таа цел морам да кажам, нели да спомнам дека сите вежби како за логомоторика, така за фина и груба моторика, заедно јас со моите две колешки ги имаме спомнато во пријачникот за логомоторика, да, за логомоторика, фина и груба моторика, кој што можеби има над 150 вежби кои што се наменети за целокупниот развој на децата. Така, има тука навистина многу фотографии кои што може да им помогнат и на родителите. Кому е наменет тој прирачник, за родители или стручни лица? Можете и родителите го наменат да го обезбедат и да ги прават овие вежби со нивното дете дома? Така, пред се овој прирачник е наменет за родителите, бидејќи ние како логопеди, како колеги пред се нели логопеди дефектолози, секогаш да им даваме на родителите план и програма за работа од дома. Но за жал сите родители не добиваат или просто не знаат каде би можеле да добијат, па мислиме дека е време во Македонија да постои прво нешто вакво на наша голема среќа и задоволство, кој што ги содржи сите логопедски дефектолошки вежби, каде што не треба само стручно лице значи да ги изведи, туку може родителот во својот дом. А при тоа пријачник е наменет значи за студенти кои што се на самиот почеток на студирањето по логопедија, дефектологија, педагогија, психологија, како и за сите стручни лица кои би сакале да имаат нешто плюс во однос на својата работа. Велат и дека фината моторика е поврзана директно со говорот, односно цртањето и говорот се е во корелација. Има ли вистина? Има вистина. Фината моторика представува пред се гледачите да знаат што е фина моторика, подвижност на зглобовите и на мускулите на прстите од рацете кои што имаат за цел извршување на оние фини, односно прецизни, ситни движења, например детето да земе камчер па го префрли на другата страна или како што спомнавте да ги потопи прстите во темперни водени бои па потоа да црта, односно да може да изрази својата креативност. Самата фина моторика и самиот нејзин развој директно поврзан со интелектуалниот, емоционалниот и говорно-јазичниот развој, односно начинот на кој детето ќе се интегрира во социјалната средина и ќе ги задоволи барањата кои дали се пишани или пак не пишани, ги бара самата средина од него. Гледам тука има многу вежби за фина моторика, месење, зрно по зрнограф, собирање и ослободување прсти, значи се тоа можат исто така родителите да го применуваат со своите деца, препорачувате кај деца со
доцен развој на говор да се прават овакви вежби? Не, ова Не? се вежби кои што се наменети за сите деца. Како за децата со типичен, така и за децата со атипичен развој. Значи, децата нема потреба да ги делиме дали некој дете има проблем или нема проблем, не мораме да кажеме дека сите сме исти. Само секој има, значи, своја специфичност по која што се разликува од другиот и сите треба да се прифатиме на тој начин. Овие вежби се наменети пред се за адекватна стимулација како на децата со типичен, така и на децата со атипичен развој. Но посебно, значи, има голема важност и големо позитивно влијание врз децата кои имаат потешкотии во развој. Тука би ги спомнале како децата со аутизам, како децата со развојна дисфазија, како децата кои со нормален, а индивидуален развој доцнат малку, значи во говорот, децата со најразлични синдроми, односно генерално децата со потешкотии во развојот. И грубата моторика опфатена, што значи тоа груба моторика пред се? Тоа е целокупната моторика на нашето тело. Значи вкрстувањето на рацете, вкревањето, спуштањето, движењето, вкрстувањето на нозете, качувањето по скали, односно повторно ти кажам, во овој прилучик е опфатен целосниот, целокупниот развој на децата. Како говорот, така фината моторика, така и грубата моторика. Така, колку време го работевте? Па морам да кажам дека ова е прирачи кој што е пред се создадено многу љубов и од голема посветеност, конкретно со колешката која што исто така клинички логопед Викторија Силјановска, работевме во ист центар некаде пред година и пол, кога она постојано ми викаше ајде Бојан, знам дека ти може да направиш промена, ајде нешто да напишеме заедно, но јас некако бев премногу посветен само на праксата. На крај сватив дека треба да оставиме нешто што е во пишана форма, односно го ставиме како нивните генерации студенти, така и да им служи на сите родители, бидејќи такво нешто нема во нашата земја, се повеќе и повеќе родители бараат од нас, дајте ни насоки за дома, а и мораме да кажеме, кога еден родител има дете со потешкотија, тој бара најразлични начини кои ќе му служат за помош во неговиот дом, односно како да се справи со состојбата на своето дете. И некаде после 3-4 месеци убедување, јас бев тој кој што реков, ајде ќе го направиме ова, и потоа, значи, во соработки со колешката дефектолог Стојанка Коцева, може би ни требаше некаде година и пол за се тоа да излезе еден ваков добар производ. Еден убав начин родителите да можат да се информираат и истото тоа да го применат во домашни услови. Каде може да го набават овој прирачник? Овој прирачник може да го набават во издавачката куќа Студентски сервис, која морам да кажам на мое големо задоволство, ги покрива најголемиот број на библиотеки, односно места за продажба на книги и учебници на универзитетите и факултетите кај нас, посебно нели во Скопје. Наскоро ќе може да се најде и во Институтот за специјална едукација и рехабилитација, односно дефектологија, може да се купи во Гаспар центарот каде јас работам, ќе може да се купи во Тимот А, односно центар каде работи мојата колешка Викторија, а е достапен и за наручка онлайн, каде што може да се достава да стигне до самите врати, односно домови на оние кои ќе го нарачаат. Бојан, дали родителите сега почнуваат на време да се јавуваат кај логопед, или понатаму е присутно она убедување дека може би детето ќе прозбори само од себе, дека ете машко е па заради тоа не зборува, или татко му доцна прозборе па може би е наследно и слично. Бараат ли на време на помош? Знаете како, иако има, да речеме, доволен или голем број на луѓе кои не бараат помош, односно доцнат со барање на стручна помош, сепак колку е поголем проблемот, толку е поголема и потребата, значи, од редно стручно лице. Ако се вратиме, значи, деценија наназад, иако беа табу теми психијатарот и психологот, како се зголемуваше потребата, односно се зголемува анксиозноста, депресијата и другите психијатриско-психолошки состојби, така се зголеми, значи, потребата и барањето на психолози и на психијатри. Така денеска, како за жал се зголемува потребата од логопеди, се зголемуваат овие патологии во говорната јазичната комуникација, така и се повеќе родителите бараат помош од логопед и дефектолог. Повторно ќе кажам, за жал се повеќе присутен аутизмот и развојната дисфазија, па само поради тоа, значи, се повеќе и повеќе родители бараат стручна помош од нас како стручни лица. Бојан, благодарно за денешното гостување во 0+ месеци, што на сите нас на еден убав начин и појаснивте како може да се совлада оној проблем со јазично говорното заостанување кај децата и што значи всушност нормален говор и како да се постигне во детска возраст. Благодарам и вам и се надевам дека ова гостување во оваа емисија беше од голема помош пред се советодавно за гледачите кои не пратеа.
Почитувани, сега ќе погледнеме блок реклами. Останете на Тилма, продолжува денешниот магазин за родителство. Велат здрава храна за здрави деца. Токму затоа во 0+ месеци редовно ви даваме предлог за здрава училишна ужинка или пак здрав појадок, ручек или вечера. И сето тоа што се подготува лесно и на брзина. Денес Елена Петковска ќе даде предлог за вафли со спанак и блитва, кои што ќе можете да ги направите во својот дом, а вашите деца навистина да уживаат во вкусот. Значи, погледнете го прилогот, бевме на гости кај Елена во незината кујна и секако обидете се тоа да го направите, бидејќи ви потврдувам дека се навистина прекрасни. Ова ќе биде воедно и последната содржина во денешната емисија. Гледајте на секој понеделник. До гледање. Здраво! Јас сум Елена, еден од авторите на првиот македонски готвач, бебе готвач, со рецепти за бебиња и деца, со здрави рецепти. Пред да искочи печатеното издање на Бебе Готвач, ја изработивме првата македонска Android апликација со истото име Бебе Готвач. Денеска ќе ви подготвам рецепт, односно оброк, токму од апликацијата. За да го подготвиме овој рецепт, односно за да ги направиме вафлите со блитва, потребни ни се неколку состојки. Имаме влажни состојки и суви состојки. Во сувите состојки секако се смета брашното, пецивото, солот, за да смесата биде течна, а вафлите да бидат крцкави однадвора, меки однатре, потребни ни се јогурт, урда, путер, малку павлака и за да бидат зелени ќе ставиме оригиналниот рецепт е со блитва, бидејќи не е недов свежа блитва, ќе искористиме свеж спанак. А потоа ќе ги направиме во сандвич со намаз од јајца, маслинки и неколку зачки. Да започнеме. Рецептот може да го најдете во апликацијата во 10+ месеци со името вафли од блитва. Јас ќе го ставам тука за да се подсета. Почнуваме со брашното. Во овој рецепт ставаме 2 вида на брашно, бело и интегрално. Јас бидејќи ќе готвам за целото семејство, ќе го правам рецептот со многу поголеми дози, ама ќе ви ги кажам кои се дозите за една вафла, за да подготвите за вашето деце. Тоа се 2 лажици бело брашно. Јас ќе ставам 2 вакви капачиња. 3 лажици интегрално брашно. Јас ќе ставам 3. Меѓутоа мерката е поголема. Ставаме 1 лажичка пecivo. Овој рецепт е со 2 жолчки, меѓутоа ние ќе ставиме 4 цели јајца, затоа што јас готвам за поголеми дечиња кои веќе имаат воведено цело јајце. Апаратчето за вафли го уклучуваме додека ги спремаме намирниците да се загрее. Ги кршиме јајцата цели. Во рецептот се ставаат 2 жолчки, меѓутоа ние ќе ставиме 4 цели јајца. За да не го уклучувам блендерот, кој потоа ќе го искористиме за да направиме намаз, имаме една многу штосна кујнска алатка, која рачено ги мати јајцата. Ставаме 200 мл јогурт и малку вода. И сега ги ставаме урдата. Може да користите несолена урда. Јас овој пат солена. И малку павлак. Токму овие млечни производи ќе дадат на вафлата убав мек вкус и структура, а надворешноста ќе биде крцкава. Ги матиме повторно. Бидејќи интегралните брашна се песокливи, бараат малку повеќе течност, па не се плашете да додадете доколку сметате дека смесата ви е премногу густа. Инаку течноста за подготовка на вафли
е нешто по-густа од она за амерички палачинки, за да не ни истекува нормално од апаратчето. Сега ги мешаме јајцата со млечните производи со брашното. Смесата сме ја погодила густината и на крај ќе додадеме неколку лажици растопен путер. Јас ќе ставам повеќе затоа што ми е смесата количински поголема. Додека се растопи путерот, ние ќе го исечкаме спанаќето. Не го готвиме затоа што топлината на апаратчето за вафли ќе му биде доволно за да се сготви. Растопениот путер го ставаме во смесата и оставаме многу малку за да може да ја премачкаме, а да го премачкаме апаратчето за вафли. Интегралните брашна со повеќе стоење повеќе упиваат од течноста, па кога ќе видите дека смесата е погуста од колку кога сте започнале со рецептот, слободно додадете млеко, јогурт или вода. Апаратчето ќе го премачкаме со путер или масло, за да не ни се лепи. Доколку немате апаратче за вафли, може слободно да го искористите и тостерот. Ставаме една лажица и доколку е потребно, зависи со што ставате, ќе си направите мерка за да не ставите премногу па да истече. Значи 2,5 лажици и го затвараме. Кога ќе биде готова, самото копче од апаратчето за вафли ќе се отвори. Тоа значи дека вафлата е испечена. Додека се печат вафлите, бидејќи треба малце повеќе, ние ќе го направиме намазот за овој рецепт, кој ќе го ставиме заедно на вафлата како сендвич и е одличен за ужинка на училиште, особено ако не сте претплатени на храната која ја има во училиштето и му праќате на детето готвена од дома. За овој намаз потребни ни се 2 тврдо сварени јајца, неколку маслинки. И јас бидејќи, како што напоменав, готвам за поголеми деца, ова се солени маслинки, но доколку правите намаз за помало детенце и сакате да готвите без сол, тогаш може да ги искористите оние црни големи маслинки без сол. Ставаме и едно чешне лук. Лукот, освен што е вкусен, е и моќен антиоксиданс и го појачува имунитетот и е одлично за есенските настинки. Едно чешне лук. А тука имам микс од неколку зачини, меѓу кои црн сусам, куркума, бибер и 2 лажици семе од коприва. Доколку работите на појачување на железото на вашето дете, тогаш може да го избегнете млечниот дел, меѓутоа ние немаме никаков проблем со железото, па ќе ставаме 2 до 3 лажици павлака. Ќе додадеме ако не е премногу густо. И го блендираме.
бидејќи намазот се прави од јајце, слободно може да ставите едно јајце, како што е во оригиналниот рецепт, кој може да го најдете во 12 плюс месеци во книгата Бева готвач. Јас ставив повеќе, бидејќи повеќе вафли правиме. Овие вафли ќе ги правиме како сендвич, затоа ќе го искористиме намазот и свеж домат. Сечеме неколку тркалца. Вафлата е веќе готова. Оваа парче, како што гледате, е во форма на цвет. Да ќе направиме мали сендвичи. Или лепчиња со намаз, зависи ако ги јадете дома може да бидат како кришки, доколку ги пакувате попрактично е како сандвич. Јас ќе направам и сандвичи како кришки. Слободно може да ставите било каков намаз, а и вафлите сами вака се одлична ужинка. Без разлика што се со толку многу млечни и солени производи, како урдат или павлаката, може да се јадат и со домашен намаз од овошје или со нешто сладко. Дури ниту спанаќот не смета во таа комбинација. Пријатен апетит!